Со вчерашните одиграни надпревари од 11-тото коло се спусти фудбалската завеса во првата футсал лига на Македонија. Во Штип се одиграа два надпревари. Во првиот екипата на Мал Ајакс загуби од тимот на Карадаку со резултат 6:7. Во вториот меч екипата на Проект Цико го надигра тимот на Астиво и победа со резултат 3:8. И покрај сите напори и желби на стивовци, гостите ја оправдаа фаворитската улога и во Штип беа промовирани како шампиони во оваа есенска полуетапа. Еве ги конечните резултати од ова 11-то последно есенско коло. Црна река Шкупи 2:8, Астиво Проект Цико 3:8, Јувентус Сарава Велес 9:3, Железарец Кеги Моби 5:3, Арбен Бајрами Кратово 14:5 и Мал Ајакс Карадаку 6:7. Еве го конечниот изглед и на табелата во ова есенска полуетапа. На првото место е екипата на Проект Цико со 31 бод, второ место Арбен Бајрами 30, трето место Шкупи 26 бодови, четврто место Железарец 25, петото и шестото место го делат Карадаку и Јувентус Сарава со 18 бодови, седмо место Велес 12, осмо место Кеги Моби 9, на деветото место Астиво собра 8 бодови, исто толку, но послаба гол разлика на 10-то место има екипата на Црна река. 11-то место за екипата на Кратово 4 бодови и на 12-то место екипата на Мал Ајакс со 2 освоени бодови. Првенството во пролетниот дел во првата футсал лига на Македонија по зимската пауза ќе продолжи при крајот на месец февруари во 2021 година.